Добродојдовте во урбаните вести. Автобуската станица во градскиот трговски центар од утре повторно ќе почне да функционира. 10 украински автобуси со број 50 на ЈСП ќе застануваат на таа автобуска станица. Утрешното отварање на староновата автобуска станица во ГТЦ денеска го најави градоначалникот на град Скопје Петре Шилигов. За останатите информации веднаш по генералната најава. Скопје ќе добие електричен автобус. Заради безбедносни причини ќе се дислоцираат галиите во Вардар. Скопје on Ice 2018, идниот викенд во спортскиот центар Борис Трајковски. Градот Скопје денеска потпиша договор со компанијата Chariot Motors за пробно користење електричен автобус за период од 6 месеци. По истекот на пробниот период, овој електричен автобус ќе биде понуден на ЈСП и на приватните превозници да го купат. Автобусот ќе сообраќа на линија со број 15, а станиците за полнење се наоѓаат на крајните постојки во Ново Лисиче и во Карпош 4. Градот Скопје денеска потпиша договор со израелската компанија Chariot Motors за пробно користење електричен автобус за период од 6 месеци. Електричниот автобус ќе почне да сообраќа на градските улици во април годинава, и тоа на линијата со број 15 на ЈСП од Ново Лисиче до Карпош 4, последната траса: булевар Јане Сандански, булевар Кочо Рацин, улица Димитрije Чуповски, булевар Партизански одреди и обратно. Во возилото може да се превезуваат до 85 патници и потрошувачката му е значително помала од автобусите кои возат на дизел, односно електричниот автобус троши 1 киловат на 1 километар. Во случајот со 15-ка, која дневно поминува 300 километри, со електричниот автобус ќе се троши 21 евро за цел ден. Во споредба, автобусите на дизел трошат 121 евро за еден ден. Станиците за полнење на крајните постојки во Ново Лисиче и во Карпош 4 се поставени со помош на Ивана. Автобусот е направен согласно последните технолошки трендови во оваа индустрија. Се работи за енергетски ефикасен автобус кој троши минимално количество на електрична енергија и е опремен со систем за брзо полнење. Најголемата предност е тоа што воопшто нема да има емисија на издувни гасови во атмосферата во Скопје. Скопје заслужува автобуски превоз кој нема да загадува, кој што ќе биде енергетски ефикасен и кој во целост ќе излезе во пресрет на потребите на граѓаните кои што ќе го користат. Овој автобус ќе сообраќа во пробен период од 6 месеци, пошто ќе се донесе одлука дали градот ќе набави вакви автобуси. Автобусите на Chariot Electric Bus се по цена од 450 до 500.000 евра. На склучувањето на договорот, градоначалникот Петре Шилигов нагласи дека во буџетот за 2018 година има испланирано 100 милиони динари за модернизација на автобускиот превоз. Шилигов исто така најави дека автобуската линија со број 50 се раѓа на старата рута и ќе проаѓа низ градскиот трговски центар. Советничката Светлана Коларик од ВМРО ДПМНЕ му порача на градоначалникот на град Скопје Петре Шилигов дека денеска на седница на Совет треба да одговори на неколку крупни прашања кои интересираат јавноста. Прашањата се однесуваат на загадениот воздух, дислоцирањето на галиите од Вардар, подземната сообраќајница, како и состојбата со стационарот Вардариште. Денеска градоначалникот Петре Шилигов на седницата за советнички прашања треба да одговори на неколку крупни прашања кои ги интересираат скопјани, порача советничката од ВМРО ДПМНЕ Светлана Коларик. Прашањата се однесуваат на тоа зошто и понатаму Скопје останува најзагадениот град во светот, зошто наместо пари за нови клупи, рекреативни содржини, поважно за градоначалникот е мерење и спроведување на рейтинг анализи од речиси 1 милион денари. Дали овие анализи ќе ги прави компанија блиска до Социјалдемократскиот сојуз. Докаде е изградбата на универзалната сала и нема ништо ниту од проектот овоше за секое дете во училиштата. Велите обезбедуваме по едно парче овоше за секој школски ден за скопските ученици. Веројатно знаете колкав е бројот на скопските ученици, веројатно сте предвидели дали тоа ќе биде во основните училишта или во средните училишта и сметам дека ќе беше добра мерка во рамките на загадувањето, иако дечињата не беа запрени да одат на училиште, бидејќи ќе се испоставеше дека не е тоа мерка со која што бистите се заштитиле, но добро ќе беше дечињата да добија едно парче овоше, едно јаболко или една круша. И сметам дека ова можеби требаше веднаш да започне уште во првата година од вашиот мандат, затоа што родителите ова го очекуваат. За споменатиот проект за овоше за секое дете во училиштата, градоначалникот Шилегов одговори дека овој проект ќе се реализира од наредната школска година, бидејќи за ова треба да се објави тендер за јавни набавки.
Овошјето како понуда кон нашите ученици или бесплатна ужинка за нашите ученици ќе се биде воведено во наредната школска година. Би требало вие да знаете дека за да може да спроведете една јавна набавка, најпрво за таа ставка треба да имате предвидено буџетски средства. Тие буџетски средства не беа предвидени во буџетот за 2017 година и немате право како градоначалник да распишете јавна набавка таму каде што не ви се предвидени средствата. Значи таа јавна набавка нити можела да биде спроведена кога сме работеле ноември и декември месец со буџетските средства од буџетот на претходната градска администрација. Во овој буџет се предвидени и во текот на 2018 година првата половина ќе се спроведе таа постапка и од септември дечињата кога ќе децата средношколците кога ќе појдат на настава ќе си имаат она што ја сум зборувал во кампањата. Заради безбедносни причини ќе се дислоцираат галиите, прскалките, фонтаните и врбите во Вардар, информираше денеска градоначалникот на град Скопје на седница на Советот. Во моментов се прават анализи за да се утврди постапката како да се дислоцираат галиите и што да се прави со мостот. На седница за советнички прашања, советникот Владо Поповски го праша градоначалникот на град Скопје Петре Жилегов дали е даден налог за отстранување на галиите од Вардар, како и каде ќе бидат дислоцирани трите галии. Шилегов изјави дека предвидената дислокација на галиите ќе се направи исклучително од безбедносни причини, иако и нивната естетика е сумнителна. Тој рече дека коритото на Вардар е капитален проект изграден по поплавите во Скопје во 1962 година со цел да се спречат идни поплави и во него не смее да има пречки. Низ Скопје, како што рече, течат трите реки – Вардар, Треска и Лепенец, а само Треска е регулирана со езерото Козјак. Вистината е дека јас дадов налог да отпочне постапка за дислокација. Тоа подразбира правна процедура. Кога ќе дојдеме до определен квалитет на правната процедура, соодветните органи во рамките на градот Скопје ќе ги донесат соодветните одлуки. Ништо повеќе, ништо помалку. Политиките се луди, бидејќи 680 милиони евра во 1 километар квадратен, господин советнику, потроши претходната власт, каде што вие партиципиравте на ниво на локална самоуправа, без при тоа да води минимум сметка, меѓу другото и за безбедност. Постои студија за поплавите во градот Скопје. Значи, поплава од мал размер е кога даја само Вардар. Поплава од среден размер е кога ќе се спојат водите на две реки. Поплава од голем размер е кога ќе се спојат водите на трите реки. После дводневни дождови во поплава, во услови на поплава од мал размер, бидејќи не дозволивме да дојде, постоеше опасност да се спојат водите на реката Треска и реката Вардар, ја изрегулиравме Треска со браните, со сопирање, дозирање на протокот на реката Треска, не дојде до спојување на водите, меѓутоа после дводневни дождови во два наврата, од ноември навака, како што сум ја градоначалник, и вие веројатно и јавноста можеше да посведочи дека дојде заради лудиот проект Скопје 2014, кој што го сопира протокот на реката Вардар, излевање од мајнор коритото на реката Вардар во централното градско подрачје. Во моментот се прават анализи за да се утврди постапката како да се дислоцираат галиите и што да се направи со мостот, а на пролет ќе се дислоцираат врбите, прскалките и фонтаните од Вардар. Шилегов додаде дека првичните проценки покажуваат дека за дислокација на галиите ќе требаат од 4 до 4,5 милиони евра, а додека за пренамена на мостот и до изградба во пешачки се потребни околу 3,5 милиони евра. На 23 и 24 февруари во Скопје повтор пат ќе се одржи меѓународен и национален надпревар во уметничко лизгање, на кој ќе учествуваат 60 надпреварувачи на возраст од 5 до 25 години од Србија, Грција, Бугарија, Хрватска и други земји. Влезот за надпреварите ќе биде бесплатен. Во организација на Федерацијата за лизгачки спортови на Македонија и спортскиот центар Борис Трајковски на 23 и 24 февруари во Скопје повтор пат ќе се одржи меѓународен и национален надпревар во уметничко лизгање. Како што најавуваат организаторите, на овој престижен спортски настан ќе учествуваат 60 надпреварувачи на возраст од 5 до 25 години од Србија, Грција, Бугарија, Хрватска и други земји. Поделени се во 5 категории: кадети, кадети Б и Ц, млади јуниори
јуниори, јуниори и сениори. Надпреварот ќе се одвива во 2 дена. Во петок своите вештини на мразот ќе ги покажат учесниците во интерпретативните категории, додека сабота ќе биде посветена на надпреварувачките категории. Поканети се квалификувани судии од Руската Федерација, Бугарија и Србија. За значењето на надпреварот говори и фактот што тој ќе се одвива по критериуми и правила стандардизирани од Меѓународната унија на уметничко лизгање. Целта на настанот е да се популаризира уметничкото лизгање во Македонија и на тој начин да се поттикнат што е можно повеќе деца и млади да застанат на мразот и да почнат да се занимаваат со овој спорт, но секако и да се поттикнат младите спортисти кои овој спорт го тренираат веќе 7 години во една здрава конкурентна средина да ги остварат своите амбиции, а тоа е секако освојување на титулата национален првак во уметничко лизгање, посочуваат организаторите. Влизот во спортскиот центар Борис Трајковски 2 дена од манифестацијата ќе биде слободен. Во организација на општина Газибаба се одржа трибина за репродуктивно здравје кај мажите и жените, со која се објаснуваат современите предизвици на репродуктивното здравје и влијанието на современиот живот. Трибина за репродуктивно здравје кај мажите и жените се одржа денеска во општина Газибаба, на која беа објаснети современите предизвици за репродуктивното здравје и влијанието на современиот живот. Оваа трибина е организирана со цел да им се помогне на жените и мажите да се стекнат со основното познавање за тоа како да го зачуваат своето здравје во процесот пред, за време и после репродуктивниот период. Предавањето го изврши доктор Даниела Марковска, специјалист за семејна медицина, која вели дека со ова предавање ќе се опфати што поголем број од ризичната група граѓани, со цел навреме да се информираат за ризиците кои што би настанале од нередовно одење на гинеколог за жените и уролог за мажите. Доктор Марковска рече дека податоците покажувале зголемување на заболувањата од канцер и сексуално преносливи болести. Во пораст е кај машката популација, за жал, ракот на тестиси и ракот на простата. Со ова предавање сакаме да офатиме што поголем број на таа ризична група. Некаде репродуктивното здравје веќе се однесува на помладата категорија, значи некаде од 20 до 45-та до 50-та година. Целта е да се информира популацијата за ризиците кои што би настанале доколку не одиме, значи, на редовни прегледи за жените на гинеколог и редовни прегледи на мажите кај матичен лекар и кај уролог. Значи, тоа сакаме да алармираме, значи, јавноста за појавата на карциномот и неговото ширење и кај мажите и кај жените. Марковска потенцираше дека доколку заболувањето се детектира во рана фаза, 95% има можност за лекување. Ова едукативно предавање во општина Газибаба е наменато за пошироката популација, а целта е да се посвети внимание на здравјето и појавата на се повеќе заболувања кај мажите и жените. Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија бара да престанат притисоците врз вработените во јавниот сектор и врз синдикалните представници и да почне усогласување на платите во јавниот сектор, согласно зголемувањето на минималната плата од октомври 2017 година. Доколку до 15 март владата на Република Македонија не ги повика представниците на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија на разговори за нивните барања, оттаму најавуваат преземање на радикални синдикални мерки. Од КСС, меѓу другото, бараат, како што велат, да престанат притисоците врз вработените во јавниот сектор и врз синдикалните представници, да почне усогласување на платите во јавниот сектор согласно зголемувањето на минималната плата од октомври 2017 година, како и да почнат преговори за зголемување на платите во јавниот сектор без дискриминација на одредени дејности. Председателот на КСС Благојар Алповски вели дека наместо договор за нивните барања, иако поминало 1 месец од протестот пред чие одржување биле повикани во владата, повторно следел период на игнорирање, што се претолчува и надолу на локално ниво, со нефункционирање на социјалниот диалог и партнерство. Додаде дека бараат и преговори за измена и дополнување на општиот колективен договор за јавниот сектор со цел подигнување на работничките права во делот на минатиот труд, правото на регрес за годишен одмор и породилното отсуство, но и осогласување на барањата за платите во јавниот сектор меѓу репрезентативните синдикати и владата пред секое планирање на буџетот на Република Македонија. За тоа какви радикални синдикални мерки ќе бидат преземени ќе биде одлучено дополнително, велат од синдикатот.
8 млади писатели со препознатливи вредности, кои веќе подолго време се присутни на македонската книжевна сцена, станаа дел од Друштвото на писателите на Македонија. Со приемот на новите членови, Писателската асоциација наведува дека ја продолжува практиката на подмладување на Друштвото на писателите. Друштвото на писателите на Македонија прими 8 нови членови: Живко Гроздановски, Фростина Пармаковска, Игор Станујовски, Ана Мартиновска, Славица Гаджова Свидерска, Лира Бојку, Тихомир Јанчовски и Михајло Свидерски. Новите членови на Друштвото на писателите на Македонија се од редот на младите генерации и се силно присутни на книжевната сцена со препознатливи вредности и специфики, со висока книжевна наобразба и култура. Нивните дела од областта на прозата, поезијата, есеистиката, книжевната наука и преводот се предмет на интересирање на читателската публика и критиката и се впечатлив дел од новите тенденции во македонската литература, соопшти Друштвото на писателите на Македонија. Друштвото наведува дека со приемот на новите членови ја продолжува практиката на подмладување на Писателската асоциација. Во изминатите неколку години примени се 30 на афирмирани автори со просечна возраст од 26 години во моментот кога станале членови во Друштвото на писателите. Остануваме на истата тема. 11 македонски автори ќе се борат за награда за роман на годината на манифестацијата што ќе се одржи на 15 март. Пријавените романи се од различни жанрови и нудат реноликост во македонското романсиерство. Најзастапена тема е политичката ситуација во Македонија. 11 романи влегоа во вториот круг за избор на етаблираната награда Роман на годината за 2017 година, која по згаснувањето на Утрински весник продолжува да ја доделува новоформираната фондација за промоција и унапредување на културните вредности Славко Јаневски од Скопје. Селекцијата на пристигнатите 27 дела во официјална конкуренција годинава до 15 март, кога ќе биде соопштено името на наградениот роман, ја прави жири во состав Давор Стојановски, писател и минатогодишен лауреат, Ристо Лазаров, писател, Иван Додовски, писател и професор на Универзитетот Американ Коледж од Скопје, Анита Дучевска, професор и декан на Филолошкиот факултет Блаже Коневски и Катерина Богоева, новинар и член на фондацијата Славко Јаневски. Романи од вториот круг за роман на годината за 2017 година се Круг на Димитар Башевски, Манастир Фуентерабија на Јагода Михајловска Георгиева. Се гледаме наскоро Драгана Евтимова и Владимир Лукаш, Љубовникот на Ленин од Блаже Миневски, Пешаци по црни пулиња на Оливера Николова, Одбројување на Фростина Пармаковска, Земјотрес 5:17 Владимир Пларески, Апокалипса.мк на Бранко Прља, Дисомнии на Игор Стојановски, Граница на Луан Старова и Годините кога научив да летам на Евгений Хоуп. На вчера одржаниот состанок жири комисијата меѓу другото констатираше дека во центарот на пристигнатите романи на одржаниот конкурс генерално е политиката, не одамнешните политички случувања во Македонија, но и во други земји. Со задоволство беше потенцирано дека и во дел од овие романи напишани на македонски јазик провејува зрелоста на младите автори, како и дека во нив се среќаваат нови и многу добри јазични решенија и вокабулар, соопшти фондацијата Славко Јаневски. За време на викендот времето ќе биде стабилно и суво со ниски утрински температури. Дневните ќе бидат во пораст, што ќе предизвика тупење на снежната покривка, особено во сабота. Во недела ќе има зголемување на облачноста, а преку ноќта ќе има повремени врнежи од дожд и снег. Во почетокот на наредната седмица се очекува извесно заладување со повремени врнежи, претежно од снег. МТМ Метео е во продолжение на урбаните вести.
И пред самиот крај уште една сервисна информација. Без електрична енергија во понеделник на 19 февруари од 9 до 15 часот ќе бидат корисниците од подулица 20 во селото Сарајево, општина Сарај. Од 8:30 до 10 часот без електрична енергија ќе бидат корисниците од индустриската зона Чуилија и фирмите Глобекс, Екопел и Кобрат во општина Петровец. Ова беше и последната содржина во урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Имајте убав викенд. Довидување.